Konačno se zaljubi Коста Дискречев на 23 години. Стануват уште 20 секунди до крајот на овој дуел. Пет, 4, 3, 2, прекрасно, тоа беше за Зорица. За Зорица беше тоа од Никола. Резултатот е 10:2, што значи дека Арните ги гледам утре против нашата мала. Јас ќе го замолам Борче Манчев, златниот планец, да го извади на наредниот дуел. Ево го Манчев, и тоа е тоа. Манчев и много ясно. 9:2. Да кажем дека подпомагачи на ова манифестација се клуб Платинум, Бог кафе и Фани Скопско пиво. Утре во клуб Платинум имате можност да ги видите право бенд. А и нормално шефот Круме Смилко ќе биде там, кој што е еден од организаторите на ова манифестација. Останува още 1 минута и 40 секунди до крајот на овој дуел. Што се случува со микрофон? Фантастично. Мислам дека веќе тука се е јасно. Екипата на Струмица ќе чека победник од дуелот помеѓу клуб Платинум и Змејови. Според мене и според сите статистики, Струмица веќе се во четвртфиналето. И Борче Манчев заедно. Еви атракции. Останува уште 1 минута до крајот на овој дуел. Борче Манчев. Поздрав до Кевин Гарнет од Борче Манчев. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Трајче Николов. Да, прекрасна акција.
Каква банана. Втора подред. Според мене веќе од четвртфиналето ќе бидат Струмица и клуб Платинум, значи доста атрактивен дуел, фантастична игра на клуб Платинум. Уште 2 минути до крајот на овој дуел, 11-3 е за клуб Платинум во моментот. Уште 3 дуела ќе гледаме, вечерот ќе гледаме, значи уште 3 дуела. Една минута на крајот на овој дуел помеѓу клуб Платинум и Змејови. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Заврши овој дуел помеѓу клуб Платинум и помеѓу Змејови со резултатот 14-3. Што значи дека клуб Платинум ќе се надпреварува против Струмица, тоест против Борче Манчев Билдеров. А тоа ќе го видиме утре. Следни ќе бидат Budweiser и М-Баскет. Budweiser биле доста допингувани од минатата вечер. Васен Богоев е член на оваа екипа. Највозрастниот, најдобриот и интернационален човекот кој што беше на припреми во Австралија и се брати сега обновен и се покаже овде на дело. Да го поздравиме Васко Богоев со еден громогласен аплауз за молам. Инаку тој е брат на Ефтим Богоев. Значи кошарката има во крвта. 2 минути до крајот на овој дуел. По напад се М-Баскет, имат и водство од 3-2. Фантастично. Резултатот е 5-2 за М-Баскет. Минута и пол до крајот на овој дуел. Да видиме дали ќе биде 6-3 за М-Баскет. Ово би требало да биде првото изненадување на овој турнир.
минута и 15 секунди. 5:3 за М-Баскет. И немаат среќа и овој пат. Уште 50 на секунди до крајот на овој дуел. Ајде да видиме дали ќе погоди трета среќа за М-Баскет. Конечно, 6:4 за М-Баскет на 40 на секунди до крајот.